Над 80% од боровите насади во Прилеп или околу 700 хектари се нападнати од гасениците на боровиот четник. Просечната старост на овие борови шуми се движи од 35 до 40 години. Од подружницата на македонски шуми Црн боров во Прилеп вела дека тие единствено само ги детектираат овие појави и податоците ги испраќале до Министерството за земјоделство и Факултетот за шумарство. Според професорот од Шумарскиот факултет и раководител на ИДП службата, надлежна за шумите, Стерио Начевски, во Македонија боровиот четник го има веќе 30 години. Зафатени биле над 14.000 хектари шума. Единствен спас се гледал во авионското прскање кое за жал за 30 години во Македонија се случило само 5 пати. Последен пат во 2010 година. Иако секоја година поред, веќе една деценија, како служба тие барале вакво третирање, владата не одобрувала. Како ИДП служба, го препорачам, сега тоа излегува на влада и владата треба да даде да се изјасни во однос на тоа дали Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе преземе мерки за негово уништување. Значи треба се крајно време, мислам, многу итно, пошто овие се многу загрозени. Крајно и мора да се изврши за ова година. Моја препорака, ако не се тоа осудени се тие монокултури постепено да се сушат. Спротивно на ова тврдење од Министерството за земјоделство истакнаа дека годинава не се предвидувало авиотретирање за боров четник, а истото се базирало на извештај од ИДП службата со која што раководи Начевски. Ќе имало само механичка санација на заболените дрвја. Начевски пак вели без авиотретирање ќе започне брзо сушење на боровите. Секоја година даваме извештај некаде од 80 на страници и на крај даваме заклучоци со препораки. Значи ова мора да се направи, да се санитарна сеча да се извршат на сите оние заболени стебла од подкорници, за да не се прошири појавата. Овде треба да се изврши авиоуништување 10.000 хектари од 14.387 хектар. Според експертите, за да се уништи боровиот четник, требало да се прска авионски 3 години последователно поред. Но за жал, веќе една деценија, државата е глува за овие барања.